Првата детска амбасада во светот меѓаши во својот извештај регистрира дури 40 случаи на злоупотреба на деца за политички цели. На СОС телефонот на амбасадата се регистрирани близу 200 повици за заштита на децата. Загрижува податокот дека од година во година се намалува старосната граница на децата жртви на насилство и на дискриминација. 40 случаи на злоупотреба на деца на возраст од 6 до 14 години за политички цели во изминатите 6 месеци се регистрирани во државата. Новиот феномен политичка злоупотреба и последиците од сиромаштијата се најчестите злоупотреби на кои се жалеле граѓаните на СОС телефонот на меѓаши. Евидентно е намалувањето на јавување за сексуална злоупотреба, а намалени се поплаките и за семејното насилство. Од 195 случаи на злоупотреба на деца од почетокот на годината, 3 деца се потенцијални жртви на сексуална злоупотреба, 32 на семејно насилство, додека најмногу се случаи на деца инволвирани во политички случувања, потенцираат од првата детска амбасада меѓаши. Сепак укажуваат на тоа дека ова е само 1/10 од реалната бројка. Забележителна е и се помала толерантност кај децата, како последица на политиката и говорот на омраза. Децата носела знамења, облека, капчиња на одредени политички партии и нагласувам дека местото на децата не е на политички митинзи и не треба да се манипулира со чувствата на децата во политички цели. Друга карактеристика е дека 13 деца се жртви на меѓусемно насилство, меѓуврстично насилство и основата за ваков тип на насилство е дискриминација, национална основа и така натаму. Локалните избори, политичката клима во Македонија, општествената и социјалната клима во Македонија е едно тло каде што децата сега во насока дека не треба да бидат толерантни, да ги прифаќаат различностите и да одржуваат еден модел на агресивно однесување, што е проблематично. На второ место на црната листа на повици до амбасадата се ефектите од сиромаштијата, која жестоко ги погодува и децата. Семејствата кои имаат финансиски проблеми, бројот нивен на барање на помош, на материјална и финансиска помош е зголемен. Тоа значи дека имаме потенцијални жртви на злоупотреба на труд, имаме заради сиромаштијата и социјалната неправда, имаме можност во која за кршење на детските права и невозможност на нив да си ги исполнат нивните основни потреби. Загрижува фактот дека возраста на жртвите на насилство или дискриминација од година во година се намалува. Почеста е сексуалната злоупотреба на девојчињата, додека машките деца најчесто се жртви на дрогата, но власта го игнорира фактот дека не постои прифатилиште и установа за рехабилитација. Меѓу другото, меѓаши преку СОС телефонот нуди правна служба која е отворена 24 часа. Искуствата говорат дека засега девојчињата се посмели од момчињата кога е потребно да се побара помош.